Се почна кога жителите на неколку општини се побунија против отворање нови рудници во регионите во кои живеат. Сега, група пратеници од владеачкото мнозинство во парламентот турка законски измени кои ќе го направат речиси невозможно отворањето нови рудници. Идејата е да се зголемат еколошките стандарди за заштита на животната средина и здравието на граѓаните. Но желбата да се изгаси граѓанскиот револт за новите рудници е примено како минирање на постоечките јами. They don't really seem to understand what they have proposed. Помеѓу активизмот, политиката и економијата, каде завршува бизнис интересот, а каде почнува грижата за чиста животна средина. Пораката срекно пред окното говори дека за еден рудар што оди на работа не е доволна само заштитната опрема. Темните тунели исполнети со влага, испарувања, бучава и други ризици по здравјето се секојдневие за вработените во секој рудник, па и во Саса. Таква е природата на работата, но носи леп на масата на илјадници семејства во блиското градче Македонска Каменица и околината. Од ископот и продажбата на рудното богатство живее и општината. I live in Kameneca. There is no impact from the mine there. It's a nice town, I'm happy to live there, the people are good, and the environment is very clean. Makedonska Kameneca is a small town, it's only about 7,000 people. But they have facilities in that town that much larger cities and communities don't have because the mine supports the town. Но Неил Стевенсон, генералниот директор на САСА, е загрижен дека состојбата во која сите се победници се ближи кон крај. Заканата ја гледа во предлогот за изменување и дополнување на законот за минералните суровини, што го поднесе група од 10 пратеници, членови на парламентарното мнозинство. Во новите одредби се предвидува забрана за употреба на опасни материи во процесот на производство. All of the current large mining operations in Macedonia use either cyanide or sulfuric acid in small quantities. If there was a ban on the use of cyanide, it would impact the Sasa operation. We have had metallurgical test work done to see if there is a viable replacement for using cyanide, and the experts that we've talked to says that there is nothing that we can use in our operation that will be as effective or efficient as the use of cyanide. But it's not just cyanide and sulfuric acid that is a question here. The law also states that all hazardous materials will be banned. One of the most hazardous materials we use is explosives. Every single mine in this country uses explosives. Од главниот град убедуваат дека нема причини за страв, ниту во Македонска Каменица, ниту во другите места во кои веќе има рудници. Новите одредби со забрана на цијанити на експлозиви би важеле само за оние окна кои доправа треба да се отворат, објаснува пратеничката Маја Морачанин од партијата Дом. Законот не ги опфаќа старите постоечки рудници, значи се однесува само за начинот на барање, на добивање на концесија за нови рудници, за бакар и злато. Ние почнавме повикани од веќе издадениот голем број на концесии, мора да направиме дистинкција за геолошки истражувања. Значи, некои веќе добиле и ги направиле геолошките истражувања и сега тие имаат право, собствениците на резултатите од тие геолошки истражувања, доколку е во нивен интерес, да поднесат барање за добивање на концесија за експлоатација. И со овој закон, тие би биле опфатени. Оваа приказна тука отстапува од досега вообичаената, кога власта сака да протурка нешто што не е по волја на бизнисот или на граѓаните. Нетипично за македонската демократија, отпор кон иницијативата на пратениците од власта има токму во власта. Од ресорот кој го раководи министерот за економија Бектеши во повеќе наврати рекоа дека законот е непрецизен.
со што посредно им се спротиставија напратениците. Отворениот сомнеш во предлогот од народните избраници велат ќе го проверат кај експертите. Професорот на катедрата за минерални технологии при Факултетот за природни и технички науки во Штип, Благој Коломеов, вели дека рудниците Саса и Злетово половина век користат натриум цијанид за експлоатација на олово-цинкова руда и дека досега нема регистрирано негативни ефекти врз животната средина. Кај олово-цинковите руди, на денешно ниво е неопходна употреба на натриум цијанид, некаде околу 30 на грама по тон руда, кој овозможува добивање на квалитетни селективни концентрати на олово и цинк со добар квалитет и со соодветно искористување. Меѓутоа, тој натриум цијанид како таков е подложен на само деструкција од самата светлина, од влијанието на УВ зраците, на сончевата енергија. Значи, во такви мали количини, со остојувањето во јаловишто, тој самиот се распаѓа под дејство на УВ зраците на светлината. Зад овие тврдења на професорот Голомеов стојат повеќе истражувања кои ги правел на сопствена иницијатива, но и по нарачка, некогаш по барање на државни институции, некогаш на барање на рудниците. Во моментов, во овие лаборатории на научно-истражувачкиот центар при универзитетот, еднаш неделно се прават анализи за ефектите врз животната средина. Факултетот поставил 2 мерни станици за квалитетот на воздухот, една кај јаловиштето, а втората во кругот на рудникот Саса. Се испитува и квалитетот на водата 4 пати месечно, во Македонија и во акредитирана лабораторија во Бугарија. Слични тестирања се прават и за рудникот Бучин близу Радовиш. Тие анализи кои што се вршат моментално од оперативните рудници ги покажува, барем досегашните покажува дека состојбите се под контрола и квалитетот на воздух, например, и у зоните на Саса и у зоната на Бучим е подобар од квалитетот на воздух, за жал, од многу градови во кои што живее. Многу подобар. Мираковски сепак признава дека во светот се бараат замени за цијанидот. Мислам дека у скоро време веќе ќе има замени соодветни и технички и економски оправдани замени и се применува у некои рудници, иако за сега доминантно се држи, барем од тоа што го употребува индустријата, се уште се држи употребата на цијаниди. И има подобри еколошки и економски перформанси, и еколошки, и безбедност од алтернативните технологии. Според податоците од Државниот инспекторат за животна средина, во последните 2 години не е забележан случај на загадување надвор од законските норми. Но единствениот водостопански инспектор иницирал 3 прекршочни постапки против рудникот Тораница, рудникот Саса и рудникот Бучим. До овој момент 360 степени не доби јасен одговор дали постапките се должат на недозволено загадување на водите од опасни материјали, како што се цијанидите. Друг потенцијален проблем во контролата е што Инспекторатот за животна средина во моментов се потпира само намерењата на надворешни лаборатории. Досега, поради немање средства, ние како Државен инспекторат за животна средина, односно поради немање акредитации на лабораторијата на Министерството за животна средина и просторно планирање, лоцирана во комплекс Железара, не сме вршеле споредбени мерења. Токму немањето обсежни и до крај кредибилни податоци е аргумент за пратениците да продолжат да ја туркаат иницијативата, што треба да спречи понатамошна употреба на опасни материјали во рударството. Многу малку средства се вложуваа со години, од таму пак и најчесто потекнуваат овие релевантни информации за кои вие зборувате, а тоа е неопходно. Че ние многу малку имаме релевантни статистички податоци на кои би можеле да се повикаме во било која област, вклучително и ова, затоа што ние, например, немаме закон за почва. На потребата на детално планирање и анализа уште пред неколку месеци апелираше експертот по индустријско загадување Бошко Нинов, независно дали станува збор за цијаниди или за други опасни материи. Кај нас, за жал, се уште има недоречености во изработката на комплетната документација и може да се случи
тие наоди да бидат недоволно докажани и после тоа да настанат недоразбирања. Кога 360 степени разговараше со Нино во екот на протестите против нови рудници, тој предупреди дека експлоатацијата на минералните богатства секако ја загрозува природата, па затоа мора да се измерат штетата и ќарот. Тука до некаде и паѓаме на испитот. Она што всушност недостасува е да се направи една екс-анте проценка на еколошка штета. Затоа што на тој начин и инвеститорот и граѓаните ќе бидат заедно и ќе дојде до една, па да речам, социализација на проектот. Што би значило тоа? Тоа значи дека при откривање на рудникот ќе се направи штета врз туризмот и таа штета ќе биде толкава. Ќе се направи штета врз живиот свет, ако е тоа значителна штета, ќе се направи исто така проценка и сето тоа треба да се компензира. Пресметката на тие штети пред да почне експлоатацијата е пресметка екс анте. А пресметка откако ќе настане одредена штета, тоа е веќе поствесно. За разлика од штотуку разбудената свест за цијанидите во Македонија, дебатата во Европа трае со децении. Аргументите за забрана примарно потекнуваат од несрекните случаи како во 2000-та година, кога во Романија се излеваат десетици тони цијаниден раствор во реките Тиса и Дунав. Од 2010 година до денес, Европскиот парламент два пати и препорача на Европската комисија да ги забрани цијанидите во рударството. На последната препорака нема одговор, а во првиот случај комисијата ги одби. Поради недостиг на алтернативни технологии, општата забрана за употреба на цијанид би значила затворање на постојните рудници кои работат врз основа на строги стандарди дефинирани во директивата. Иако нема забрана на ниво на Европската Унија, некои земји членки, како Германија, Унгарија и Чешка, го имаат забрането цијанидот во рударството. Главна причина е стравот од загадување при несреќи од голем обем, било да се последица на човечка грешка или на природни катастрофи. Но други членки на ЕУ и понатаму реализираат нови рударски проекти со употреба на цијаниди. Нивниот аргумент е дека споменатата директива предвидува строги стандарди за употреба на цијанидот во рударството во ЕУ и покрај стравот, колку тие стандарди се спроведуваат во новите членки. Кој пат ќе го следи Македонското собрание ќе зависи од анализите, но пред се и од договорот помеѓу политичарите. Иако целата јавна дебата беше поттикната од граѓанските протести против нови рудници, новиот закон, дури и да биде донесен, најверојатно нема да ги запре сите нови рудници. Додека парламентот да го донесе или усогласи новиот закон, еден од рудниците против кои се протестираше, Казандол кај Валандово, веќе доби дозвола за експлоатација. Од пред 3 недели чекаат и најинтегрирана еколошка дозвола, последниот чекор пред започнување со работа.